демократизација, како што свеста на човекот се менуваше, почна постепено да се пушта тие работи, да се ослободуваат од стеги. Значи тоа прим го да се демистифицира. Да, почна американците да ги отвараат оние музеи на НАСА, па летала, макети од летала што се направени, да можат луѓе внатре да се движат, мислам, да ги видат, па на кој принцип работи, па како лета, па кој е гориво и се тоа. А после тоа почна и Советскиот, мислам, не Советскиот сојуз, него нејзиниот наследник Русија да се ослободува од оние комунистички стеги. Така да веќе во некои работи русите, да речеме, дури и ги помина американците кои се работи за таа. Пример, денеска јас знам конкретно еден наш член од Скопското астрономско друштво, студент еден кој што беше на работа во Америка како студент, он изгуби 2 дневници во Америка, па негдека помина потрошни 2000 километри за да го следи лансирањето на Space Shuttle. Сега при тоа сигурно кошташе негдека околу $1000, значи ние 2 дена што ги изгубил од работа и на патување тие 2000 километра, значи и на самото лансирање околу Space Shuttle, значи оној момент кога се лансира, тоа отприлика трае неколку минути, значи додека шатлот полета, да ќе се види едноставно на трака, тоа трае 2-3 минути и толку дали трае. Присуствуваат и по 30.000 луѓе. Значи може да се замисли буквално како еден добро постан фудбалски надправ. Исто се случува, да речеме, Советскиот сојуз, што направи? Советскиот сојуз пред распаѓањето некаде, еден од своите шатла, два од своите шатла, наречени Бурани. Едниот беше во паркот Горки, и ден денес е таму во паркот Горки, значи он е поставен таму као некоја туристичка атракција, да се влезе, значи во него може да се види, а другиот Буран беше испратен во паркот во Мелбурн, во Австралија. И таму исто служеше како туристичка атракција. Исто денеска Советскиот сојуз, исто денеска Русија, као своја туристичка мека, една од најголемите атракции во Москва е сигурно и Звездениот град. Кај што градот Москва као таков има доста големи приходи токму од овие страни туристи кои што идат да го посетат. Или еве да речеме и космодромот Бојконур, или па останатите обсерватории, да речеме има еве кандидати за кои што би сакале престој на телескопот БТА, што е Большој телескоп азимутални, што е на Кавказ, или на било кој телескоп, да речеме Мауна Кеј или во Чиле телескопите, значи има голема навалица овако од туристи кои што би сакале да ги посетат тие места. Така, под предпоставка еве во Скопје има Вселенска туристичка агенција. Кои дестинации се привлечни и атрактивни и веројатно најдобро е да се праша кои дестинации се достапни во ова време на развој на технологија и така например. Што се најбарените дестинации во Вселената за вселенските туристи? Па да, видите, денеска во светот, не еве и па добро е, можеме да речеме во Скопје. Во моментот има поголема побарувачка него што може да се понуди, значи. И денеска човештвото е во состојба само да испрати туристи некаде на 400 до 500 километра од земјата. А иначе се смета дека до 2020 година туристи ќе летаат до месечината. Сега дали ќе се спуштат или дали ќе обиколат како што го направи тоа, да речеме Аполо 13 или Аполо 8, тоа уште не Аполо 10, пардон, тоа не е јасно. Не е дефинирано. Не е дефинирано. Меѓутоа во тоа време до 2020 година се претпоставува дека ќе се софистицираат леталата и ќе можат некаде околу 300 туристи, значи да ја обиколат месечината некаде на висина од 200 до 300 километри. А иначе денеска побарувачката за летање на вселенската станица, на летање на вселенските станици е огромна. Огромна има побарувачка и се смета дека некаде во моментов има некаде околу 10.000 луѓе кои што сакаат да полетаат према вселенската станица, интернационалната вселенска станица која што сега се врти околу нас. А добро, за може со полупансион или морат? Па не е само тука полупансион, не се работи за полупансион, се работи за доста големи пари. Мислам, отприлика едно такво летање кошта околу $20 милиони, а доека
некаде до 2020 година, значи тоа до месечината и назад, значи тоа би коштало негдека минимум $100 милиона во сегашна вредност на долар. Па не, Значи, тоа многу. па добро, па не, затоа велам, околу месечината во моментот има некаде околу 1000 кандидати кои што сакаат да го сторат тоа. Значи, сега од Македонија мислам, еве ја кога би ги имал тие пари, ја истото би го направил тоа. Би отишол сигурно, или пример кога би имал пансиони, дали има, дали не. Па не, таму не е баш толку пријатно тоа да се, мислам, да се биде таков тип на вселенска туриста. Меѓутоа, не знам, овдека во Македонија што може да се понуди, нема некоја голема понуда што се несува на таа тема, затоа што мислам дека и не е ни доволно развиена. Меѓутоа, еве пример, нашава група од Скопското астрономско друштво, мислам дека минатата година беа на обсерваторијата во Рождан во Бугарија, и таму и направија некои снимки. Сега такови туризам, да речеме, посета, да речеме до лансирање од Казахстан, или посета на лансирање на Space Shuttle, или посета на некоја обсерваторија, да речеме. Во бившиот Советски сојуз имаше страшни обсерватории. Да речеме, во Ереван постои обсерваторија, никој не ја знае. А таа обсерваторија е многу појака од некои западноевропски обсерватории. Во Казахстан исто, во Ерменија исто, во Грузија исто, во Азербејџан. Тоа за ефтини пари, мислам, оној кој што е љубител на да речеме, на астрономијата, би можел да си го дозволи. И се враќаме на музиката. Вие во меѓувреме размислувате дали би сакале да бидете вселенски турист, и ако евентуално нешто ви сугерира да кажете во себе за себе, немајте многу гласно, ке помисли некој нека малку нешто не може би ред, бидејќи ние си го имаме кожа солонска глава, па три глава, браво, па ќе се качиме па едно небо, па ќе се отвори убо и така натаму. Такви ни се можностите. Одберете дестинација, а Зоран останува во студиото да ви каже дали е достапна во овој момент. Зоране? Само ова кога ги спомнате Солонска глава и Кожов и Кајмакчалан, мислам сум имал прилика да го наблюдувам небото од Солонска глава или од Кожов и од Кајмакчалан. Добро, тоа се две блиски планини. Огромна разлика е и буквално ќе се изненадите колку звезди има ако наблюдувате од Солонска глава, а колку од Скопје. Мислам, тоа ќе видите во колкав смог ние се наоѓаме овдека во Скопје. Така. Очигледно тешко ви е да се одлучите да одговорите на прашање дали сте расположени и дали би сакале да бидете вселенски турист, и тоа е сосема разбирливо што е така, бидејќи еве барем досега нема најава некој дека посакува ваква вселенска авантура. Но, ајде да видиме, имаме време, може би понатамо ни за разговорот ќе успееме да ве убедиме да се одлучите позитивно. Зоране, со каква ракета, со кој модел ракети, односно вселенски летала се изведуваат? Еве и досега имавме, мислиш ни рековте вие 4 или 5, четворица или 5 мина веќе биле. 6, сега на 24 се врати 6-тиот. Со што летаат тие? 24 октомври. Па сите дали таму има перони, дали има пристаништа, дали има бензински станици, односно орбитални станици во оваа ситуација? Да. Па сите 6 туристи што полетаа во вселената, полетаа со ракетата Сојуз. Мислам, сега како да кажам, дали советска или руска ракета, она е конструирана некаде 1966 година од
конструктивното биро ОКБ-1 од Днепар Петров, значи под раководство на Сергеј Королев. И ова станица беше ова ракета беше со првенствена намена за лет на месечината, иначе после служеше за превоз на астрономи према Салют, према Мир и денеска према Вселенската станица ИСС, значи. И ова ракета као посада може да прими тројца членови, значи на екипаж. Тројца екипаж. Висини е 7,5 метри, значи прешник е 2 метра и 70. Колку туристи може да понесе? Тројца, во моментот тројца. Значи тројца се... Двојца, еден е командант на бродот, еден е пилот, значи оној кој што лета со него, и еден е туриста во моментов. И иначе ова ракета, овој модел на ракете, советите го конструира за лет према месечината, значи уште 1966 година под назив N1, меѓутоа после го променија во Сојуз, и тоа најнапред Сојуз 7К, значи они летаа со оваа ракета до 71. После тоа испаѓа Сојуз 7КЛ3, па од 1971 до 73 леташе Сојуз 7КТ, од 81 некаде леташе Сојуз Т до 1986 година, па после од 76 до 2000 година леташе Сојуз ТМ, значи ова ракета, и после нејзе, значи од 2003 година навака лета ракета Сојуз ТМА, и ова спаѓа во редот на најсофистицираните ракети, значи кој што и е едина ракета која што со која што се леташе према Мир, према постаницата Мир, према Салют и денеска према станицата ИСС. Иначе што се однесува до неј багаж, значи пошто ова ракета има мал волумен, отприлика некаде околу 4 волуменот е некаде околу 100 метри кубни, значи се оној габаритен терет што се носи со ракетата Прогрес. Тоа е една модифицирана советска ракета, значи од ракетата Сојуз, со која што се врши, значи ова ракета е автоматизирана и со неја се врши само терет. Се носи само терет. Иначе што се однесува слични на оваа ракета, на оваа советската ракета Сојуз, секој што рекол Прогрес, и кинеската верзија на ракетата Шенжоу, што значи долг марш, значи буквално една преслика на Сојуз ракета со кинеско производство. Иначе се лета према орбиталната станица најнапред Мир, значи Мир беше една најголема орбитална станица која што било кога беше внесена во Вселената, која што беше во Вселената, значи. И ова станица за прв пат беше се полета на 19 февруари 1986 година и во нејзе луѓе представуваа се до 1999 година и после 2001 година, поточно на март месец, мислам 21 март 2003 година, ова орбитална станица Мир, мислам се наоѓаше близу Фиджи, значи во Пацификот, и оттаму беше бутната во Тихиот океан и жителите на Фиджи тогаш имаа можност да го следат ова паѓање на ова 130 тонска летела. И всушност Мир беше една најголем објект што било кога беше изграден од човекот и да беше кој што орбитираше околу земјата. Иначе денеска сите шесторица туристи кои што летаат во Вселената летаат према орбиталната станица ИСС, и ова орбитална станица, значи некаде се наоѓа над нас во апогеј негде околу 350, периги околу 340 километри од земјата. Орбитален период на оваа станица е 91,5 минута.